Почитувани, нашата партија и јас решивме таквиот начин на водење на политиката да не го практикуваме, бидејќи свативме дека она што на граѓаните им е потребно се дела и конкретни проекти. Затоа, почитувани, не доаѓаме со празна реторика и лажи ветувања, анализиравме, сработивме и дојдовме со подготвена програма за иднината и развојот на општината Ново село. Програма за следните 4 години за локалните избори не се изготвува за неколку дена. Изработката на програмата е многу сериозна и долготрајна работа, која траеше повеќе месеци. Тоа е затоа што ВМРО ДПМН максимално одговорно се поставува кон ветувањата кои ги даваме пред нашите граѓани. Во секоја програма опфатени се сегментите од секојдневното живење на граѓаните врз основа на нивните реални потреби. Голем дел од проектите пред вас се токму идеја на самите граѓани, разработена и прецизирана од нашите тимови. Денес можеме да ви гарантираме дека токму тие идеи најмногу ни помогнаа да ја составиме оваа програма и да излеземе во пресред на сите граѓани во општината. Кога ја читате нашата програма, можете да видите дека прецизно се одмерени финансиските потреби за поотделните проекти, како и начинот на обезбедувањето на средствата, која е комбинација на буџетите на општините, кредитите и поддршката за отделни проекти со буџетот на Република Македонија. Оваа програма не содржи неиздржани проекти. Секој проект без разлика во која област се наоѓа, дали е тоа во економијата, образованието, земјоделството, спортот и другите области, се прецизно разработени со средства и рокови, сакајќи да се осигуриме дека овие проекти се возможни и реални. За секој проект во програмите стојам јас како кандидат за градоначелник, но и ВМРО ДПМН како партија. Оваа програма за нас е обврска која земаме подпирајќи се на нашиот кредибилитет и принципиелност. Оваа се локални избори каде што партиите треба да се соочуваат со конкретни проекти кои нудат подобар живот на граѓаните. За жал, денес пред граѓаните, освен од ВМРО ДПМН, друга партија се уште нема излезено со програми за своите кандидати, со кои ќе покажат дека мислат на граѓаните на Република Македонија. Тоа не прави различни. Тоа ги прави нашите програми и проекти реални, додека СДСМ остана само со голи политички фрази, без сериозен пристап кон програмите, а со тоа и кон граѓаните. Со добар и реален план нашата цел ќе биде да продолжиме да вложуваме максимални напори за зголемување на економскиот раст во нашата општина. Создавајќи предуслови за локален економски развој и нови вработувања, ќе подигнеме нови индустријски зони, најмалку една покрај патот М6 и други на уште една локација. Наша примарна цел ќе биде да привлечеме нови инвеститори, да се отворат нови фабрики, а шаблоните за постигнувањето на ова ни се веќе оставени на располагање преку работата на владата на Република Македонија. Во рамките на повеќе годишната програма за локален рурален развој ќе се врши асфалтирање на останатите неасфалтирани улици во Зубово, за кои средствата ќе бидат обезбедени од владата на Република Македонија со проект од Светска банка. Ќе се реконструира и асфалтира патот Зубово, Ново село Мокриево, чија вредност изнесува 5,4 милиони денари и истиот ќе биде направен во соработка со владата на Република Македонија. Ќе се изготват проекти за изградба на фекалната канализација. За развојот на масовниот спорт и спортот за сите, најдобар начин да се создадат услови е преку изградба на повеќе наменски игралишта. Повеќе наменското игралиште ќе биде ставено на располагање на сите граѓани за спортување, рекреирање и за надпреварување. Игралиштето ќе може да се користи деноноќно и ќе биде место за собирање и дружење на младите генерации,
како и основа за создавање на здрава младина и одлична превентива од пороците на модерното живење. Ние ќе настојуваме нашата општина да биде пошироко препознатлива како дестинација во која ќе може да се виде и доживее духот на македонското вековно културно и идентитетско обстојување. Затоа ќе извршиме и комплетна реконструкција на Домот на културата во Зубово. А пак како земјоделски крај, посебно внимание ќе обратиме на земјоделците. После немилите настани со поплавите, ќе ве посредуваме со комплетно обештетување на оштетените насади од страната на владата на Република Македонија. Ниту едно земјоделско семејство нема да биде оставено на милост и немилост на судбината, затоа што судбината ќе ја креираме заедно. Ќе отвориме канцеларија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во општина Ново село. Со тоа ќе го скратиме патот за аплицирање за субвенции. Ние континуирано ќе се погрижиме до вас да доспеваат субвенциите кои се даваат секоја година и ќе настојуваме истите константно да се зголемуваат. Ќе обезбедиме проодност до обработливите површини со пробивање на полски патчиња, со што ќе се зголеми трошокот за доаѓање до обработливите површини, поефикасно, поисплатливо производство на земјоделците. Ќе го исчистиме и уредиме појасниот канал. Тоа ќе го направиме за Зубово. За сето тоа што го нема во програмата, а ќе бидат ваши идеи, сме спремни да излеземе во пресред и заедно да ги оствариме делата. Иако изминатиот период постојано опозицијските представници велеа дека народот е со нив и дека имаат поддршката да го срушат овој ненароден режим, сепак уште на првите собери се покажа спротивното. Народот ги препозна овие проекти и дела и застана на вистинската страна. Слаба беше посетеноста на СДСМ во Струмица и се зголеми падот на рейтинзите на опозицијските градоначалници, додека коалицијата предводена од ВМРО ДПМН тргна најмоćно до сега. Митингот на СДСМ во Струмица не помина како што очекува од партијата. Ова е втор митинг на партијата годинава во Струмица, откако на 16 јануари Бранко Црвенковски пред присутните порача дека враќање во парламентот нема, единствен излез од кризата се предвремени парламентарни избори, влогот е голем, од битката нема повлекување. Граѓаните видоа со какви лица се имаат работа и се поинтензивно својата поддршка ја даваат на кандидатите на ВМРО ДПМН. Почитувани, поддршката од граѓаните ја бараме со работа, за разлика од нашите противници кои се служаат со лаги и со нечестни работи. Секој ваш глас даден за Петрето Спасов е и глас даден за Бранко Црвенковски. Тој е истиот човек кој сакаше да го руши Македонското собрание. Човекот кој во една недела 5 пати го смени своето мислење, а Петрето Спасов го поддржуваше при секоја промена. На тој човек не му е гајле за граѓаните. Тој е слеп следбеник на Црвенковски, кој ги користи општинските пари за финансирање на својата кампања. Тоа се наши пари, тоа се ваши пари на граѓаните на Зубово. Дали, почитувани, преку тоа не можете да ги забележите колку се тие несериозни кон вас? Петрето Спасов може само да плуха по народот. Тој никогаш не може да биде како Блажо Велков. Затоа што тој никогаш нема да биде како Блажо Велков, затоа што тој никогаш не бил спремен да даде жртва за оваа земја. Тој не почувствувал што значи да му се служи на народот. Никогаш го нема осетено задоволството кога некој ќе направиш среќен. Јас нема да земам од вас, почитувани. Мојата цел не се состои во тоа да јас бидам избран и потоа штитам нечии лични интереси со парите на граѓаните, да финансирам валкани пропаганди за остварување на тие интереси. Ние не смееме да дозволиме вашите гласови да одат на сметка на луѓе кои ја предаваат нашата земја. Во мојата професија прошка за таквите не постои.